Како да се постапи во случај на пожар или земјотрес? За ова денеска преку практична вежба учеа учениците, но и вработените во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Велат дека овие совети ќе им помогнат во иднина, за да знаат како да се однесуваат. Пожарникарите и професорите од нашето училиште ни кажаа како да реагираме за време на пожар или поможна земјотрес и благодарение на тоа ние научивме нови работи или тоа како да реагираме за време на пожар. Научивме како се употребува ПП апаратот и како треба да постапуваме при можен земјотрес, дека треба се движиме до крајот на ѕидот и како може да се заштитиме, кое е најбезведно место во просториите да се тргнеме да се заштитиме од поголеми повреди. Директорот на училиштето е задоволен од соработката и изведената вежба. Вели дека ваква едукација е неминовна да се изврши барем еднаш во годината, со оглед на тоа дека секоја следна година доаѓа нова генерација ученици. Подолг период не е направена ваква обука, меѓутоа гледајќи ги фактите дека ние сме училиште кое што се грижи за образование и воспитување на учениците, прецени и нивната безбедност, решивме да направиме една обука во случај на елементарни непогоди, како би ја организирале сета таа работа, значи како би ги евакуирале учениците за најкратко време. Ваквите вежби се од исклучителна важност при појава на пожари или други непогоди, кога станува збор за места каде има поголем број на луѓе, велат пожарникарите. Имаат намера тие да продолжат и во иднина, во сите општински училишта и институции. Имавме две вежби показни, каде што од едната вежба беше покажана евакуација на учениците и спасување од елементарни непогоди, односно пожар, земјотрес и останато, така да оваа соработка ќе должи на подолго дружење и спремање на наставниот кадар за ученици, да се грижат за ученици. Значи безбедни ученици, добро училиште, сигурни родители. Учениците сигурно не се доволно запознати. Совршиме прва обука на персоналот, на професорите, бидејќи они раководат со работата во училишта овде или на друго место. Им одржавме основна обука, им покажавме како се активираат апаратите, како се употребуваат, зошто служат, која е нивната намена, колку можат да извршат локализација со нив, но сепак им објасниме дека при појава на секој пожар, прво се поика противпожарната единица, потоа се пристапи кон гасење. Фактот дека околу 25 години во Коле Неделковски немало ваква вежба ја наметна потребата денеска учениците да научат како да се справат во кризни ситуации.